Ова утро ќе разговараме малку повеќе за жените, односно за женското предприемништво и тоа како жените да се, односно жените предприемачи да се вмрежуваат со граѓанските организации, како да се мотивираат повеќе жените да бидат предприемачи. Така што националната платформа за женско предприемништво поделени во 8 региони низ републикава помагаат да се вмрежат жените предприемачи со граѓанските организации, односно да се развива повеќе женското предприемништво. За тоа што се случува во Пелагонискиот регион, ова утро оттаму разговараме со Ана Плетварец, која што е амбасадорка на националната платформа за женско предприемништво за Пелагонискиот регион. Ана, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Ана, каква е моменталната ситуација во Пелагонискиот регион, односно каква е ситуацијата со женското предприемништво, со жените предприемачи во овој дел од Републикава? Така, значи во Пелагонискиот регион е очигледно дека треба работа за да се поттикне женското предприемништво, бидејќи бројот на мажи предприемачи е се уште драстично поголем отколку бројот на жени предприемачи. Се гледа дека мора да има некој поттик за жените предприемачи, за оние кои што имаат веќе постоечки бизниси да ги напредат своите бизниси, а оние кои што размислуваат за да го направат тој чекор да се поттикнат и охрабрат да превземат нова иницијатива и да отворат свој бизнис. Што е потребно? Како да се мотивираат жените да бидат предприемачи? Секогаш некако оние проценти кажуваат дека мажите се лидерите во бизнисот, но како да се мотивираат повеќе и жените да дојдат до некој процент поблиску до мажите? Така, значи, сепак според мене на прво место е поддршката од заедницата и од семејството, но секако треба исто да се образоваат на правилен начин, за да можат да се справат со предизвиците кои ги носи предприемништвото. Потоа, исто така, треба да се охрабрат од страна на локалните институции кои што донесуваат одлуки, кои што имаат некаква врска со предприемништвото, секако да им се понудат и одреден дел на финансиски средства како почетна поддршка, нели? И секако ние локалните граѓани да што повеќе да ги поддржуваме тие бизниси на секаков начин. Така, ова покрај тоа што овој проект, покрај тоа што сака да им помогне на жените предприемачи, но тука треба да се мрежат и младите. Па што е потребно за младите, односно младите девојки, младите жени да станат дел од предприемништвото, да се развие повеќе женското предприемништво, особено во овој крај, односно во Пелагонискиот регион? Така, значи, како што кажав, ние сме, платформата е отворена за сите оние кои што размислуваат да отворат свој бизнис, нели со сите можности што ги нуди, односно со вмрежување со граѓанските организации, нудиме дел обуки кои што ги организираат, дел од организациите, потоа вмрежување на граѓанскиот и бизнис секторот, нели? Исто така потребно е оние кои што донесуваат одлуки, како што претходно спомнавме, да донесат правилни политики кои што навистина ќе бидат од корист за предприемништвото, пред се, а понатаму сето тоа и за заедницата воопшто. Да, навелите дека имате во текот на годината и најразлични обуки кои што ќе им помогнат на жените, на младите, но како можат да ви сконтактираат, да дојдат до вас, да ве побараат сите оние кои што се заинтересирани и им е потребна вашата поддршка? Така, значи, национална платформа за женско предприемништво и самото име кажува, действува национално, така да секој плански регион си има своја амбасадорка, како што сум јас за Пелагонискиот регион. Било која од младите девојки кои што се заинтересирани можат да стапат во контакт со тие амбасадорки на нашата платформа и да побараат од нив да ги водат низ се она што низ сите можности кои што ги нуди платформата. Но секако, исто така можат сите оние кои што се заинтересирани да не побараат на
на интернет на нашата веб страна, исто така и на профилите на Facebook, каде што редовно се објавуваат новости, било да се тоа за обуки или можности од донатори и така натаму и така натаму. Да, Ана, од вчера започна официјално и академската нова година 2023-2024. Што е потребно да изучуваат младите, односно да се дообразуваат за да бидат предприемачи, за да бидат независни, односно да си бидат своји во кога станува збор за работата, за кариерата и за предприемништвото? Така, значи, сепак јас мислам дека образованието во однос на предприемништвото може би треба почне малку порано од средно образование. Колку што имам јас информации, има се уште некој предмет поврзан со предприемништвото, меѓутоа тоа е малку така посувопарно, сепак мислам дека треба таквите предмети да имаат подруга концепција, нели, учениците да имаат повеќе практично искуство, пред се да разговараат со веќе успешни предприемачи, да ги видат бенефитите од предприемништвото, но сепак исто така да се соочат и со се она што сите оние предизвици кои што ги носи, нели, предприемништвото, а сепак тоа треба, нели, тоа образование од средно треба да се надоградува и како што спомнавме во високото образование. Тоа е неминовно доколку сакаме да имаме позитивни промени во нашата заедница, особено во економска смисла. Ана, зборуваме поточно за Пелагонискиот регион. Во кои сектори најдобро може да се биде предприемач, односно кои сектори најдобро се развиваат, во кои сектори има потреба во овој регион? Така, значи, за сега најмногу жени предприемачи има оние кои што имаат отворено сметководствено биро, адвокатски канцеларии, исто така своји продавници со нивни лични изработки. Меѓутоа, сепак мислам дека треба и во другите сектори да се жените да бидат поактуелни. Исто така имаме ние неколку успешни големи бизниси на жени во Пелагонискиот регион, но ситуацијата, нели, како што кажав, не е се уште на завидно ниво и треба да се приклучат жените и според мене кон другиот сектор, кон IT секторот најмногу, исто така и кон другите сектори кои што можеби традиционално ги сметаме за машки работи. Да, некако нели се повеќе сакаме да се избориме за тоа да не ги делиме веќе професиите на машки и женски. Се надевам дека со нови проект ќе се зајакне предприемништвото како во Пелагонискиот регион, така и во останатите 7 региони како што сте поделени. Она што го планирате во блиска иднина, во ноември доаѓа нели и за предприемништво конференцијата, па кој може да биде дел, каде може да се пријават сите оние жени кои што сакаат да бидат дел од женското предприемништво? Така, значи во ноември ни следува самитот за женско предприемништво. На тој самит генерално учествуваат жени предприемачки, но сепак се добродојдени и сите оние кои што размислуваат да отворат свој бизнис или на некој начин се засегнати со женското предприемништво, било да се членови на институции кои што донесуваат, нели, одлуки. Во текот на тој самит имаме доста говорници кои што од областа на женското предприемништво и секако, нели, тоа е една многу убава можност на жените предприемачки да се вмрежат со други жени од земјава, па понатаму заедно да соработуваат и, нели, да си помагаат. А во кој период ќе се одржи овој самит, која ќе биде локацијата, до кога можат, нели, сите оние кои што сакаат да учествуваат, да се пријават и да земат учество во овој самит за женско предприемништво? Така, самитот ќе биде во средината на ноември. За сите подетални информации околу пријавувањето можат да најдат на нашата веб страна или на нашиот Facebook профил Национална платформа за женско предприемништво. Така да ги поканувам сите оние кои што се заинтересирани да искористат. Ова е навистина убава можност и за жените предприемачи и за оние кои што размислуваат да отворат свој бизнес.
Да, навистина ќе биде еден интересен самит кој што ќе ги поттикне еве жените малку повеќе да добијат на самодоверба, нели, и да се вклучат во предприемништвото. Ана, ти како млада девојка, како студентка, нели, пред се, нели, и жена, колку си задоволна, еве, нели, амбасадорка за Пелагонискиот регион на Националната платформа за женско предприемништво, колку си ти задоволна, еве, во овој регион во кој што ти делуваш и работиш во Пелагонискиот регион, за тоа колку жени земаат учество во овој крај да бидат предприемачи, но и како се развива женското предприемништво во регионот? Така, значи, се уште, нели, како што кажав, ситуацијата не е на завидно ниво. Еве, јас доаѓам од градот Прилеп. Кај нас ситуацијата во Прилеп се уште, нели, има многу повеќе мажи во бизнис секторот. Меѓутоа се гледа дека има голем дел од жените кои што го прават, нели, првиот чекор. Она што мене ме загрижува е можеби некоја не толку завидна положба во однос на политиките кои што ги носи општината, нели, локалната самоуправа. Мислам дека има многу голем простор за подобрување во однос на политиките и се она што прават локалните власти за да го поттикне женското предприемништво. Мислам дека тука има многу да се работи. Во Прилеп исто и во другите градови од Пелагонискиот регион, но сепак многу е добро тоа што ние веќе зборуваме на оваа тема, па се надевам дека ќе поттикнеме некоја позитивна промена. Ти благодарам, Ана, за одвоеното време и ве се надеваме дека со овој разговор и со поттикнување на жените во предприемништвото, како и за младите девојки, дека ќе придонесеме, нели, за што повеќе жени да се вклучат во предприемништвото, односно да добијат повеќе она самодоверба кој што има потребна.